Со постепено зголемување на температурата започнува и сезоната на убоди од инсекти, особено ако се престојува во природата. Убод од инсектите не е опасен по здравјето на граѓаните, велат лекарите, но пациентите кај кои што се јавува алергиска реакција треба да побараат лекарска помош. Постојат и случаи кога пациентот заради голема алергиска реакција останува на болничко лекување. Каснување од стршелини се случува почесто, значи од пчели, од оси, од стршелини. Такви случаи имаме секое лето и пролет сега, значи е актуелно. И тука доаѓа до алергиска реакција. Самите пациенти си знаат дека се алергични од каснување од пчела, од оса. Они сами кажуваат дека се алергични. Ако видиме дека се алергични, значи клиничка слика, низок притисок, анафилакса, значи може да се развие гушење, повраќање, гадење. Значи, тие се одредуваме ние посебно терапија. Значи, тука се боцкаат антихистаминици како синопен, се боцка кортико, урбазон се боцка. Ако стварно настане голема алергиска реакција, се дава и адреналин. Исто, ако не се смирува пациентот, тие се носат на интерно оделение. Значи се продолжува со болничка терапија. Има често, значи има многу алергични луѓе. Се јавуваат и оние што не се алергични од паника и од страв, значи мекасна пчела или мекасна оса, на местото на убод има црвенило, чешање. Значи не се алергични, излегува брза помош и за такви и тие им се дава терапија нешто, ама не е страшно. Секторот за внатрешни работи информира дека вчера во 10 часот вработена во основното училиште 11 октомври во Куманово пријавила дека поранешната директорка на училиштето, која била сменета од местото на 9 мај годинава, на 12 мај годинава неосновано ја одјавила од работниот однос за наводно кршење на работниот ред и дисциплина и бравата од вратата на незината канцеларија била сменета. Според пријавеното, ниту усно, ниту писмено таа не била информирана од поранешната директорка за преземените мерки. Полицијата презема мерки за целосно расчистување на случајот. Во Куманово денеска се одржа информативна сесија насловена Граѓанска регистрација и бесплатна правна помош, бидете видливи, регистрирајте се, организирана од заедничките проекти на Европската Унија и Советот на Европа за консолидиран и поефикасен систем за бесплатна правна помош во Северна Македонија и интеграција на роми фаза 3. Настанот се одржува во соработка со Македонското здружение на млади правници, Министерството за правда на Македонија, овластени здруженија на граѓани и правни клиники кои што обезбедуваат бесплатна правна помош. Целта на денешниот настан е да се информираат граѓаните на општина Куманово за постоењето на институтот бесплатна правна помош, односно како може да побараат бесплатна правна помош, каде може да се обратат, за кои прашања и слично, и исто така да добијат информација за процесот на граѓанска регистрација. Овај настан е организиран од страна на проектот за консолидиран и поефикасен систем за бесплатна правна помош во соработка со проектот Интеграција на роми 3, кои што се кофинансирани од Европската Унија и Советот на Европа, а имплементирани од програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје, во соработка со Министерството за правда и потрачното одделение на Министерството за правда во Куманово и Македонското здружение на млади правници. Денес, покрај оваа информативна сесија која што се одвива тука во овие простории, паралелно имаме поставено и штандови за бесплатна правна помош, каде што граѓаните, сите граѓани, без исклучок на општина Куманово, може да се информираат и да добијат писмени материјали за тоа како и каде може да се обратат за бесплатна правна помош. Воедно на штандовите има и луѓе кои што експерти, правни експерти, кои што може да им објаснат на граѓаните, да им дадат правен совет, правна информација и слично доколку имаат некој правен проблем, може и на лице место да се консултираат за тоа. Идејата е што е можно повеќе да ја зајакниме свеста кај граѓаните на Куманово, а воедно ова е дел и од една серија на активности во повеќе градови. Целта е да ја зајакниме свеста и да ги информираме граѓаните во целата на територијата на целата држава за бесплатната правна помош. Се со цел овој инструмент се повеќе да се користи, затоа што навистина помага, особено на оние кои што поради финансиска немоќ, нели не можат да си дозволат да ги остварат своите права и слободи на поинаков начин.
конкретниот случај зборуваме за граѓанска документација, значи и пристап до документи, пред се до државјанство, извод од матична книга на родени, така да нашето здружение веќе 15 години обезбедува бесплатна правна помош во однос на искоренување на бездржавјанството. Во моментов имаме 158 активни случаи на лица кои што се уште се во ризик од бездржавјанство поради тоа што не имаат лична документација. Без разлика дали се работи значи за извод од матична книга на родени или за државјанство, проблемот е малтане сличен. Истите проблеми ги имаат и од едната категорија лица и од другата категорија лица, односно немаат пристап до своите основни права. Ние значи работиме и на терен, не само што обезбедуваме бесплатна правна помош, туку и сме присутни на терен во однос на идентификување на нови случаи. Токму ова е поентата значи на овие инфосредби во повеќе градови низ Македонија, заедно со програмската канцеларија на Советот на Европа во рамките на проектот Roma Integration Part 3 или интеграција на ромите дел 3. Всушност ова е една од компонентите покрај обезбедување на бесплатна правна помош. Ова е еден вид на кампања за подигнување на свесноста кај населението и кај институциите, но првенствено кај граѓаните, значи ранлива категорија на лица, меѓутоа ромите како етничка група во најголем број на случаи се засегнати со овој проблем, долгогодишен децениски проблем за недостиг на граѓанска документација, така да тоа е поентата на овие инфосредби, значи да ги запознаеме со значењето на граѓанската документација, да идентификуваме нови случаи, да им помогнеме да добијат пристап до истата. Министерството за правда преку своите подрачни оделенија, вклучително и подрачното оделение на Министерството за правда во Куманово, е директен носител на Законот за бесплатна правна помош, кој што нуди и обезбедува правна помош на сите граѓани кои што имаат потреба од било каков вид на правна помош во форма на правен совет, правна информација, а нема доволно средства сами да ја обезбедат таквата правна помош. Министерството за правда значи е отворено за сите граѓани на Република Македонија кои што имаат потреба како од примарна, така и од секундарна правна помош. Основно што треба секој граѓанин да го направи е да се обрати во подрачното оделение на Министерството за правда, каде што по извршениот разговор се пристапува кон процесуирање на постапка, доколку има основи и можности за такво нешто. По завршување на постапката се преминува кон усвојување или одлучување всушност по поднесеното барање. Секојдневно работиме со граѓани кои што се обраќаат во нашето подрачно оделение со најразличен вид на правни проблеми. Најчесто тоа се проблеми во однос на семените односи, имотно-правните односи. Понатаму имаме жртвите на семено насилство, за жал во последно време се навистина во пораст е бројот на лицата кои што се јавуваат. Значи било кој граѓанин кој што има потреба може да се обрати и да добие правна помош од било кој вид која што му е потребна. Екипа на територијалната противпожарна единица Куманово вчера попладне интервенирала на запален полуподземен контейнер во централното градско подрачје. Интервенцијата траела околу половина час, информира регионалниот центар за управување со кризи во денешниот билтен. За запален и целосно оштетен полуподземен контейнер на улицата Трст вчера на социјалните мрежи информираше и директорот на јавното претпријатие Чистота и зеленило Ненад Стојановски. Според Стојановски, со опожарувањето на контейнерот предизвикана е значителна материјална штета, која според проценките на комуналното претпријатие изнесува помеѓу 6 и 7.000 евра. Сметаме дека за сторителот постои службена пријава и во таа насока бараме надлежните институции да постапат соодветно и да го санкционираат одговорното лице согласно законските прописи. Воедно изразуваме благодарност до територијалната противпожарна единица Куманово за нивната брза и навремена интервенција, со што беше спречено понатамошно ширење на пожарот и дополнителна штета, напиша на Facebook Ненад Стојановски. По завршувањето на грејната сезона препорачливо е да се чистат оџаците, а во текот на сезоната 2 пати. Единствениот регистриран оџачар во Куманово, Амзи Рушити Дино, вели дека работа има, но нема интерес кај младите за оваа дејност. Занаетот го научил од својот татко, но подоцна, посетувајќи обуки, се здобили со дипломи за професионален оџачар. Бе во Белград имаше едно огромно предпријатие кој има преку 60 оџачари. Кај ним бев малку на обука, оттаму стекнав диплома како професионален оџачар. И што тоа се вратив дома, размислував, отворив едно
друштво со ограничена одговорност, ДОЕЛ, како го викат кај нас, и почнав да се занимавам со таа работа, која исто така идеше на принцип како ова што го гледаме сега таму на точекот и сликата. Меѓутоа времето се менува, технологијата напредува, размислував 2001 година од некои други причини, заминав од Македонија, отидов во Франција, каде кукав молев, за да можам истата обука таму и истата работа да работам, благодарение на еден човек, и таму почнав да работам, гледав дека има нови методи за работа, и таму полагав еден случаен испит, и од таму се здобив со диплома. Но ете, времето си го кажа свое, ми помина сопругата, остави ме куќа тука, и след това се вратив дома. Почна пак да работам, го усавршив, и денеска можам да кажам дека доста е унапреден, занатот е унапреден, со нова технологија, со нови работи. Работиме на 3 врсти, механички, машински и хемиски, што тоа некогаш не било. Денеска во градот, тука во Куманово, претежно во Куманово, но и не викаат Скопје не викаат, околните општини, Кратово, Крива Паланка, не може да се постигне. Работа има, меѓутоа нема интерес кај младите. Претежно работиме од внатре. Значи имаме машини, ќе покажам после, ќе покажам како се тие работат, како функционира. Работиме со машини претежно од оздола. Што денеска имаме модерни куќи кои имат по 20-30 илјади евра, имат намештај во куќата, тоа треба се убаво да се изолира, да се покрие, усисивачи да се постават, да се збере таа прашина, да нема. Претежно се задоволни, од работата, и јас сум задоволен. Кога јас сум задоволен, верувам дека и муштериите се задоволни. Основното јавно обвинителство Куманово донесе наредба за спроведување истражна постапка против едно физичко и едно правно лице за кои постои сомнение за сторено продолжено кривично дело измама. Пријавениот сопственик на правното лице со цел да прибави противправна имотна корист за себе и за својата фирма, лажно прикажувал факти дека врши посредување при продажба на станови и возила во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот Скопје. Осомничениот 35 годишен скопјанец на 2 оштетени лица во Куманово им се представил како вработен во Агенцијата за управување со одземен имот и со нив склучил фиктивни договори за наводна продажба на станови во Скопје и Охрид. Измамените граѓани му уплаќале пари, еден дел во готово, а еден дел на сметка на правното лице, со што осомничениот прибавил вкупна противправна имотна корист од 115.754 евра. Ценејќи дека се исполнети законските основи, јавниот обвинител до судијата на претходна постапка од Основниот суд во Куманово ќе достави предлог за определување мерка притвор за осомничениот, соопшти Основното јавно обвинителство Куманово. Председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓургиевска заедно со раководителот на секторот за култура, спорт, социјална и здравствена заштита Александар Крстевски денеска ги доделија договорите за финансиска поддршка од општина Куманово до здруженија и правни лица по спроведените постапки за јавен повик од областа на здравствена и социјална заштита, информираат преку соопштение од општина Куманово. Во соопштението се вели: врз основа на програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести за 2025 година беше спроведена постапка за јавен повик за финансиска поддршка во спроведување на превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето преку кампања од областа на здравствена заштита на здруженија и други правни лица на територијата на општина Куманово. Договори им беа доделени на следните здруженија: Здруженијето на дијабетичари на општина Куманово, Здружение на висши и средни медицински сестри, техничари и акушерки од Куманово, Центарот за ромска заедница Дром, Хуманитарното здружение Мајка од Куманово и мултиетничко и невладино здружение Линда од Куманово. Врз основа на програмата за развој на социјална заштита на општина Куманово за годинава
беше спроведена постапка за јавен повик за финансиска поддршка за вршење работи од социјална заштита. Договори им беа доделени на следните здруженија: Хуманитарно здружение Мајка, Здружение за едукација, советување и стимулација на лица со посебни потреби Детска светлина од Куманово, Здружение за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива и Здруженијето за стимулација, едукација и рехабилитација Чекор плюс 2022 Куманово. Оперскиот пејач Дарко Тодоровски в петок со почеток од 20 часот ќе одржи концерт во Занајчискиот дом под насловот Ехото на Македонија. Концертот е во организација на Фондацијата за култура и спорт при општина Куманово. Влезот за сите заинтересирани граѓани е слободен.